Ке го поздравам во неговото прво телевизиско гостување, така ми кажа градоначалникот на општина Крива Паланка Сашко Митовски, бидејќи го прашав градоначалник, велам имате трема или прво телевизиско гостување. Добро утро и добре ни дојдовте. Не сме страшни гости, верувам дека ќе се поминеме убаво. Како сте утрово? Одлично, вие како сте? Дали сте ранобудник? Да, секако да. И ние добри, благодариме, веќе испиени кафе, чај и разборени. Ова ни е веќе и трето гостување во емисијава денес. Ќе зборуваме за доста актуелни теми кои што се поврзани со општината која што ја раководите. Се наоѓаме на крајот од годината, па би сакал така некако и да го почнеме разговорот. Поминавме турбулентна година. Пандемијата беше тука, имаше нови локални избори, од тој аспект, ако зборуваме нели за промените, би сакал да дадеме едно кратко резиме, како сте задоволни од целата оваа 2021 и од работата на општината. Најпрвин добро утро и поздрав до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија и поздрав голем до моите кривопаланчани. На моје огромно задоволство, изминатава година, моите кривопаланчани ми ја укажаа довербата и честа во наредниот период, токму јас да бидам тој кој што ќе ги води и ќе го води практично градот. Тоа за мене представува една огромна одговорност и обврска и за мене тоа е едно ново подглавје во мојот живот и секако она би што би сакал и што ќе се трудам во наредниот период е да ги променам тековите во наредниот период во општина Крива Паланка. Нема поголема чест и нема поголема привилегија во одреден момент во животот да имаш таа можност да го водиш својот народ. Така да, она што успеав во овие неколку 60 дена да го променам е достапноста која што ја понудив на моите кривопаланчани со самите приемни денови кои што ги овозможив секој работен ден да биде приемен ден на моите сограѓани, но во исто време она што го понудив е хигиената и чистотата во централното градско подрачје, кое што веќе е препознатливо и јас ќе се трудам во наредниот период да ставам сериозен акцент на урбанното уредување на централното градско подрачје. Дали тоа може би влегува и во плановите за новата 2022 година? Факт е дека Крива Паланка е еден од помалите градови, меѓутоа се докаже дека нуди многу можности, па верувам дека освен ја споменавме хигиената, одржувањето на јавното добро како еден од приоритетите, кои се другите за 2022? Вака планови имаме многу, но она што сакам да ставам сериозен акцент во наредниот период е Крива Паланка да ја промовираме како туристичка дестинација. Сметам дека ресурсите кои што ги имаме и потенцијалите кои што ги имаме одлични предуслови во наредниот период да работиме Крива Паланка да прерасне во некоја си туристичка дестинација. Во изминативе 60 денови јас веќе напорно работам и сериозен фокус и акцент на мојата работа ставам во развојот на туристичко-рекреативниот центар Калин Камен, така што денови веќе подпишавме договор со Бирото за регионален развој, каде што веќе имаме планирано за изградба на нова патна мрежа. Вредноста на договорот е некаде околу 9,5 милиони денари. На тој начин ќе работиме на развој на Калин Камен. Во исто време ќе се потрудиме да бараме дополнителни средства за да довршиме целата траса на тој патен правец, за да возможиме во наредниот период на тој туристички локалитет да има пристапност и за поголеми возила. Во меѓувреме работиме и на два други проекта. Тие проекти се преку ИПА програмата на прекогранична соработка со соседна Бугарија. Едниот проект е пешачка рекреативна патека од спортскиот комплекс до нашиот туристички бисер манастирот Свети Јоаким Осоговски и вториот проект е развојот на станички водопади како нов туристички локалитет. Сето ова како надополнување во наредниот период сакам да го искористам со убавата кујна и убавите
убавата гостопримност што ги имаат и кои што се познати криопаланчани, да направиме еден спој и ја тука ќе ставам еден сериозен акцент во наредниот период. Така, дефинитивно кога зборуваме и за туризмот, Крива Паланка има што да понуди и со што да се гордее. Една од поважните теми исто така на локално ниво е изградбата на нови улици и патишта. Според последните информации започната изградба на локален пат Мизовски Ливади. Каков е останатиот план за преостанатите улици и патишта низ општината? Па вака, тука можам со огромна гордост да кажам дека во изминатиот период во Крива Паланка се инвестираше како никогаш претходно. Практично и променат целокупниот лик, урбан лик на градот. Но ние не застануваме тука, туку напротив, во наредниот период со уште повеќе енергија ќе продолжиме на развојот на Крива Паланка и како тоа во овој момент се работат на 3 патни правца од програмата на ТАФ програмата, финансирани од ТАФ. Тоа се патниот правец Мизовски Ливади во вредност од околу 14 милиони денари, а патен правец во село Конопница во местото викано Чивлак во вредност од 4 милиони денари, патен правец на улица Вршачка, исто во село Конопница во вредност од 12 милиони денари. Во исто време преку Бирото за регионален развој ни се одобрени средства за реконструкција на тротоарите од влезот на Клучката во влезот до централното градско подрачје и од централното градско подрачје до излезот на градот, со тоа што практично нема да остане дел во градот каде што нема да имаме тротоари. Во меѓувреме исто така имаме подпишан договор со Министерството за локална самоуправа за изградба на улица Пиринска, крак 1 и крак 2, вредноста некаде околу 2 милиони денари, а со кофинансирање од општината дополнителни 2 милиони денари. Во меѓувреме исто така работиме на патен правец во кај новите градски гробишта, патен правец кој што многу брзо ќе биде завршен. Така да се на се многу планови, се надевам дека јас лично ќе ги надминам моите очекувања, но и граѓаните на Крива Паланка ќе ги надминеме нивните очекувања. Да, потребна е заедничка соработка, секако очекувањата се тука, но и да не се чека само на општината, секако и граѓаните треба да придонесуваме за да го чуваме тоа што се прави. Таза сте сите градоначалници од изборите од како почнати се вашите активности, така да сега убаво е да зборуваме за плановите и за реализацијата на програмата. Ние како медиуми ќе го следиме тоа и понатака, па кога ќе се видиме после некое време, истото тоа и би го оценувале заеднички. Би сакал овој дел да го заокружиме со уште неколку приоритетни проекти во новата 2022 година, ако би можеле конкретно да издвоиме, па да преминеме на вториот дел од разговорот. Вака, во наредниот период во мојата работа сериозно ќе оставам фокусот за разрешување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, именно Крива Паланка со минатата година имавме нов градски плоштад и со самиот нов градски плоштад еден дел од централното градско подрачје е веќе затворен за сообраќај. Да, пешачка зона е. И она што ќе ми представува на мене сериозен предизвик во наредниот период, но во исто време обврска, со која што сакам сериозно да се зафатиме, да го решиме метежот во централното градско подрачје со изготвување на челична монтажна катна гаража, но и со можноста за зонско паркирање. Овој проблем е проблем кој што сметам дека е приоритетен и со кој што според сите наши истражувања е и алоциран од самите граѓани на Крива Паланка и кои што очекуваат брза реализација. Така. Подготвувате фитнес зона, обезбедувате средства за новороденчиња и првачиња, нови урбани детски игралишта. Кога зборуваме за игралиштата, чинам дека веќе реализиравте во првите денови од мандатот. Можев тоа да го видам и на социјалните мрежи, ги пуштивте во употреба. Што друго ќе се инвестира во општината кога зборуваме за младите? Какви се плановите за младите и за најмладите?
Токму така. Јас најголемата поддршка во изминатиот период ја добив од младите во нашиот град и на некој начин тие ме обврза во наредниот период мојата политика, мојато делување да биде насочена кон нив. Имаме многу планови со младите. Најпрви на она што сакам на кое што сакам да посветам внимание е да работиме на изнаоѓање на сериозен инвеститор кој што ќе возможи работа за младите во нашиот град, но во исто време ќе креираме и општински политики со кои што ќе се потрудиме да ги задржиме младите во нашиот град. Имено во самите општински програми кои што пред некое време ги изгласавме на седница на Совет, ние веќе предвидовме некои мерки со кои што ќе се трудиме фокусот на нашата работа да го ставиме во наредниот период за младите. Така. Тоа се мерки за субвенционирање на новородничиња, субвенционирање на праводеленчиња, но во исто време субвенционирање и на млади иноватори со грантови од 120.000 денари. Исто така ќе одвоиме од општинскиот буџет сериозна сума на средства за локалниот младински совет. Во исто време фокусот на мојата работа ќе биде ставен и во развојот на спортот. Тоа го покажавме и во изминативе 60 на денови. Со првата одлука на седница на Совет веќе ги ослободивме училишните сали за користење на спортските клубови. Ќе формираме во наредниот период и разработуваме стратегија за развој на спортот со можност за формирање на фонд за спорт каде што е предвидено по 1 денар од секоја сметка да се одвојува за тој фонд, така да се на се планираме убав развој на спортските активности во наредниот период во нашиот град. Така, и во Крива Паланка е светска криза како и насекаде во светот, но вие сте тие во таа група градови во светот, не само во државата, кои што решивте за нова година да правите вистинска новогодишна магија од центарот на градот и од самиот град. Ние погледнавме и неколку фотографии додека одеше разговорот од како се подготвуваше и од првите денови од самиот новогодишен базар во Крива Паланка, што најде на вистина од воодушевување на луѓето, бидејќи за празници ни треба убава атмосфера, ни треба позитивна енергија, а тоа преку овие денови можеме најдобро да го почувствуваме. Од 27 стартуваше официјалната програма, така? Да. До 31 декември. Ке има и дочек. Што ќе се случува во овие денови? Мора да се дојде на гости во Крива Паланка. Да, мора ја користам приликата вас и вашите гледачи да ве поканам деновиве да бидете наши гостини. Ние кривопаланчани сме одлични домаќани. Сте го покажале тоа многу пати. Затоа и се нудиме да бидеме на гости. Ќе ни биде чест и задоволство деновиве да не посетите да бидете наши гости. Вака, значи, се работи за една храбра одлука, пред се морам да кажам, бидејќи дилемата, како што кажете вие, енергетска криза, прашањето беше дали треба или не треба. Сепак, јас тука донесов една храбра одлука, кога се работи за среќата на граѓаните, нема калкулации, и јас се водев по тој аспект дека среќата во мојата работа на моите сограѓани мора да биде на прв приоритет. Така да, на моје огромно задоволство, она што го направивме, што го понудивме како нов концепт за новогодишното празнување, прво од ваков карактер во нашиот град, мене ќе ми биде особено мило и драго да ја продолжиме таа традиција во наредните години со воспоставување на тој како ние го нарековме сега новогодишен базар. Новогодишниот базар сам по себе е предвидено да има неколку содржини. Самите куќарки кои што ги веќе поставивме од централното градско подрачје, она што го направивме како новогодишно украсување, со содржините, како што кажав, на новогодишните куќарки со греано вино, топли закуски, новогодишни колачиња, новогодишни сувенири, новогодишни пакетчиња, топол чај, греано вино, успеавме да доловиме некој си амбиент кој што досега практично сме го немале во нашиот град. И јас пак ќе кажам на моје огромно задоволство, ме
ми е посебно мило и драго што на градскиот плоштад веќе се забележуваат среќни задоволни луѓе. Среќни задоволни луѓе најмладата генерација, но и на нивните баби, дедовци и родители. И тоа, како што кажав, мене пред себе премногу исполнува и во наредниот период ќе биде мој врвен приоритет. Исто така, покрај новогодишниот базар предвидовме и културно-уметничка програма, која што ќе се веќе случува и реализира деновиве. Настаните ги веќе започнавме вчера со настап на Владо Јаневски, со настап на Елена Велевска. Вечерва продолжуваме со настап на Нокаут, Артист бенд. Утре ги продолжуваме настапите со Сладкаристика, Исек Шабановиќ, Два Бона. За да во четврток веќе имаме и детска програма со хорот на Златно Славече. Исто така тука ќе имаме на дополнување на одлична програма со жонглери и клоунови. Ќе имаме посета со нека уникатна програма на Дедо Мраз. Така да се на се вечерта ќе завршиме со Даци, со Александар, со Брас Брадар, за да петокот веќе кулминираме со нашиот хор, градскиот хор на Распејано Симич. Така да се на се ова е една убава културна забавна програма, програма која што е се вфатени сите генерации за да ги задоволиме потребите на сите генерации и верувам дека еве во наредните денови Крива Паланка ќе биде центарот на сите збиднување во држава. Тоа го гледам и по фотографиите. Останува да ви посекам среќни празници. Да. Поздрав до сите жители на Крива Паланка. Нека продолжат овие денови да се уживаат во убавата празнична атмосфера во центарот на градот. И се гледаме секако во следната година да резимираме што од проектите кои имаат приоритет се разбира, се реализира и како тече нивната реализација. Да, ќе ми биде задоволство. Благодарам уште еднаш, имајте среќни празници. Среќни на вас. А од